Проблемот со немање водовод и канализација во индустриската зона во Избегово, со кој се соочуваат голем број стопанственици, наскоро ќе стане минато. Изнаоѓање начин за решавање на проблемите со кои се соочува општина Бутел беше тема на денешната работна средба меѓу министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски. Како клучна тема била инфраструктурниот дел во индустриската зона во Избегово. Сугаревски посочи дека од владата на Република Македонија обезбедени се 20 милиони денари за да се отпочне со изградба на водоводната и канализационата мрежа во оваа зона. Како што посочи Сугаревски, до средината на септември се очекува јавното предпријатие Водовод и канализација да го изготви проектот, за потоа да може Министерството да распише тендер и од почетокот на ноември да се започне со изградба на овој долго очекуван проект. Тој додаде дека за целиот проект потребни се од 7 до 9 милиони евра. Овој проект е предвиден да е околу од 7 до 9 милиони евра, кои што треба да се направат се со цел да во наредниот период комплетно бидат завршени инфраструктурните работи кои што се поврзани со зоната во Избегово. Тоа ќе го исполниме и се разбира дека ќе излеземе во пресрет на сите сопственици кои што имаат своји фирми и компании во рамките на зоната, се со цел да се разбира и тие и граѓаните на општина Бутел видат свој бенефит. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски посочи дека освен за проблемот со водоводна и канализациона мрежа во Избегово, со министерот разговарале и за проблемите во сите делови на општината. Па така, според Смилевски, општина Бутел наредната година ќе биде општина во која постојано ќе се гради и ќе се реализираат ветените проекти. Смилевски како најголем проблем во општината го посочи тоа што нема атмосферска канализација по улиците или пак онаму каде што ја има не е доволна. Општина Бутел во текот на наредната година ќе биде општина каде што ќе се гради и прави, заради тоа што нашата територија има проблеми околу канализацијата и водоводот и се надам дека со помош која што ќе ни ја даде владата и министерството во наредниот период ќе ги реализираме сите ветени проекти кои што ги имавме на изборите. Најголемиот проблем е немањето на атмосферска канализација или пак кажано многу мал дел од улиците се поврзани со атмосферската канализација. Тоа ќе ни биде големиот проект за наредната година, кој што мислам дека ќе има огромно задоволство од граѓаните на нашата општина.